Почитувани представници на медиумите, дами и господа, добар ден и добродојдовте на денешната пресконференција, која што се одржува во рамките на низата на пресконференции на владата, зборот е збор, за отчетноста и транспарентноста на владата за извршените работи во изминативе 100 дена. На денешната пресконференција ќе се обрати заменикот претседател на владата задолжен за економски прашања господин Кочо Ангјушев, а во негово присуство се и министер за странски инвестиции господин Аднан Ќахил, како и министерот за подобрување на регулативата за домашните компании господин Зоран Шапориќ. Најпрвен ќе го слушнеме излагањето на вице-премиерот Ангјушев, а потоа ќе имаме можности за прашање. Почитуван вице-премиер, повелете. Почитувани медиуми, пред се добар ден, ви благодарам за присуството. Денеска, во духот на отчетноста и транспарентноста на владата, после поминати 100 дена, јас сакам да ви кажам што е направено во координација на економските ресори, зашто сум јас подпредседател на владата и зашто сум одговорен. Зборот е збор, рековме, и денеска ќе кажам како тој збор ќе го одржиме. Но пред се да се подсетиме што ветивме. Ветивме дека нема да има повеќе политички притисоци на компаниите и во економијата и ветивме дека ќе ги вратиме парите на граѓаните на Република Македонија. Односно, што повеќе од средствата од буџетот ќе бидат вратени во џеповите на сите граѓани во Република Македонија. Денеска ќе се обидам да ви кажам што за овие 100 дена направивме и што во иднина ќе направиме за тие мерки да бидат спроведени. Пред се, сакам да кажам дека владата, економските мерки или нејзиното влијание во економијата не го гледа преку креирање на компании или правење на нелегална конкуренција на постојните компании, него само во 3 области. А тоа е првата област во креирање на атмосфера за економија, во креирање на законска рамка во која што ќе бидат инклузивно сите економски субјекти во државата поддржани. Тоа е значи првата рамка и првата област во која што ќе действува владата и действува веќе. Втората област во која што владата ќе действува е инфраструктурата и капиталните инвестиции. И третата област, како посебна област од капиталните инвестиции, е енергетиката. За сите 3 области ќе кажам по неколку збора поединечно, а после тоа сум отворен за прашања од ваша страна за било која од тие 3 области. Прво, сведоци сме дека во последно време се ствара една атмосфера и мислење дека некој нешто во новата влада има против странски инвеститори. Јас одговорно тврдам дека ни еден странски инвеститор нема да биде избркан, дека ни еден странски инвеститор нема да биде неиспочитуван во целијата суштина на договорите што ги има подпишано. Сите странски инвеститори и понатаму ќе бидат поддржани и владата на Република Македонија ќе биде нивни добар партнер. Како што знаете, ние направивме целосна анализа колку средства се потрошени досега под мерката за привлекување на странски инвестиции. И тоа македонската јавност брзо ќе го осознае. Ќе го осознае следните денови со бројки. Но тие бројки ќе бидат кумулативни. Ние не сакаме да имаме влијание врз работењето на поединечните компании. Тие се сите добродојдени и тие и понатаму ќе бидат поддржани. Но кога зборуваме за инклузивност мисли дека ќе бидат поддржани и сите останати економски субјекти во Македонија. И за таа цел, што е и најважно, веќе е спремена програмата на владата на Република Македонија за индустријски раст и по изголемување на конкурентноста на македонската економија, која што ќе биде таргет на владата во економските политики и која што ќе биде објавена следните неколку денови. Таа првпат ќе биде најавена во среда, а потоа во четврток на пресконференција ќе бидат објавени нејзините детали. Тие испаѓаат од рамките на денешната пресконференција и затоа ќе одржиме специјална пресконференција. Јас можам да ја препознаам паниката која што се случува деновиве и затоа излегуваат некои напади, но тоа не може ништо да ја измени анализата, нити пак може да ги измени мерките кои што владата ќе ги предложи, а ќе се однесуваат на сите економски субјекти во Македонија, ќе се однесуваат и на странските, и на домашните субјекти, и на гринфилдите, и на браунфилдите, но и на постојните компании кои што во Македонија работат и се развиваат. Единствен критериум кој што ќе мора сите компании да го исполнат, кои што ќе бидат поддржани од владата на Република Македонија е да прикажат
пораст. Односно, ќе бидат одредени средства во нивните компании вратени после постигнатите резултати. Но ќе има и такви мерки кои што ќе бидат за поддршка на малите и средните предпријатија и на микропредпријатијата. Ќе има фонд кој што ќе биде наменет за формирање на акселератори на стартапи по примерот на израелската економија, која што знаете дека е доминантна во тој дел и е прва во светот. Околу економските политики, како што кажав, ќе има посебна пресконференција во четврток, која што ќе одржиме во истата оваа сала. Сега би се задржал малце на следната мерка, а тоа е енергетиката. Јас би сакал да повикам Телопод, ако може да го видам. Еве, господа, каде ние почињаме како влада на Република Македонија пред 3 месеца. Ова е оценката за напредокот на Македонија во делот на гасот и на електричната енергија во споредба со целиот регион. Можете на Телопод да видите, значи ова е слайд од енергетска заедница, дека Албанија оценета од 1 до 5 во газ и во електрична енергија има 2 петки. Босна и Херцеговина има 2 единици, Косово има 2 петки, Македонија има по 1,5. Следниот слайд ве молам. Молдова има 2 петки, Монтенегро 2 петки, Србија 2 петки и Украина 4 за електрика и 5 за газ. Ете таму ние ја затекнавме Македонија во имплементирање на енергетските закони и на енергетската регулатива онака како што Европа сака да не види. Па сега јас поставувам прашање, кој е против енергетиката во Македонија? И каде ние треба да се стремиме? Ние имаме за задача и цел, со една реченица, ако сакам да ги објаснам сите мерки, да овие бројки за кратко време ги направиме петки. Не заради тоа што некој тоа од нас го бара, него заради тоа што тоа е добро за македонските граѓани и за македонскиот народ. Само затоа ќе ги направиме следните чекори. Прво, дадовме збор дека ќе ја вратиме ефтината тарифа за граѓаните во Република Македонија. И тоа го направивме. Тоа е завршена работа и сите граѓани на Република Македонија тоа ќе го почувствуваат од зимово во своите собствени сметки и ќе имаат ефтина тарифа во дневните 2 часа, онака како што го заслужуваат и го имале порано. Тоа се 8 милиона евра годишно вратени пари во џебовите на македонските граѓани. Од каде тоа го извадивме? Кој ќе биде изворот на тие средства? Некој се обидува да каже дека изворот на тие средства ќе биде зголемување на цената на електрична енергија. Не, тоа е лага. Изворот на тие средства ќе бидат за штедите во енергетските компании. Па еве само тендерот за копање на јаглени јаловина во Елем падна од 144 па на 90, а сега на 44 денара. Ете тоа ќе биде изворот. Само тука лежат 5-6 милиона евра. Да не зборуваме во другите заштеди за кои што ќе бидете сведоци сите овие години кои што предстојат, а и во краток период. Воедно морам да кажам дека посветено работиме на Законот за енергетика. Ја обновивме прекинатата соработка со енергетска заедница. И таа соработка ќе вроди со плод да донесеме Европски енергетски закон, односно Закон за енергетика и Европски закон за енергетска ефикасност. Тие 2 закона веќе се работат и ќе бидат пуштени во парламентарна процедура до крајот на годината. Тие закони ни оддалеку не предвидуваат зголемување на цената на електрична енергија за граѓаните. Тие закони предвидуваат намалено бесполезно трошење, намалување на регулираните дејности. Секоја регулирана дејност, почитувани граѓани и медиуми, значи можност да некој си прави список на трошоци, а некој тие трошоци му ги одобрува, а тие да ги плаќа целокупниот народ. Ете тоа значи регулирана дејност. Европските закони предвидуваат колку што може да има помалце регулирани дејности и колку што може повеќе пазарот да биде тој кој што ќе ги одреди цените. Кога вие ќе зборувате за пазар, тогаш веќе нема простор за беспредметни трошења, нема простор за беспредметни кампањи и поддршка на одредени работи кои што ни оддалеку не треба да бидат поддржани од цената на електричната енергија, нити па од цената на гасот. Во делот на гасот ќе работиме посветено
на развивање на гасната инфраструктура во Република Македонија и при тоа нема да правиме тендери на кои што ќе се појави само еден учесник, него ќе направиме концепт како Македонија да има алтернативен увоз на газ, значи алтернативен извоз на газ. Ние во моментот сме врзани само со една цевка на Бугарија и комплетно зависни од тој цевковод и гасовод. Ние мораме да направиме алтернатива и само кога има алтернатива и конкурентен пазар, само тогаш можеме да имаме значи намалување на цените и конечно Македонија да добие цена на газ како секаде во Европа. Во моментот цената на гасот во Македонија е една од најскапите. Воедно во делот на инфраструктурата сакам да кажам дека Македонија посветено и владата на Македонија ќе работи на инфраструктурната мрежа во двата правци, и по коридорот 10, каде што во голем дел работите се завршени, и во коридорот 8, каде што е многу битно да се спојат две точки, а тие поминуваат преку Македонија. Да се спои Црното море со Јадранското море и тоа поминува преку Македонија, на исток со Бугарија и на запад со Албанија. Интензивно ќе работиме на тие патишта. Сведоци сме дека деновиве има обвинувања дека владата престанала да работи на патиштата. Владата во ниеден момент не престанала да работи на патиштата. Но сакам да информирам целокупната македонска јавност дека е лага дека се престанало да се работи на патиштата. А вистина е дека патот Миладиновци-Штип, согласно договор, требаше да биде завршен на 1 мај 2017 година. Јас прашувам, кој ја спречи претходната влада да го заврши? Оваа влада настапи од 1 јуни оваа година. Значи, тој пат требаше да биде завршен и смешни се денеска обвинувањата дека некој ги кочи. Па тие не биле завршени. Сега ние тоа што не било завршено, го завршуваме. Тоа е вистина. Исто така, лага е дека е спречен и не се работи на патот Кичево-Охрид. А вистина е дека на тој патен правец има многу проблеми со проектирањето и тоа вчера министерот за транспорт и врски многу добро го објасни, а јас само ќе подвлечам дека мој впечаток е дека за да се покажат ефекти во јавноста, многу неспремно се влегло во тој проект. И таквата неспремност на крај ќе ја плати македонскиот народ. Македонскиот народ ќе ја плати на тој начин што сега ќе треба да има дополнително проектирање, ќе има потреба од дополнителни средства и сето тоа ќе одолжи време. Рокот по договор за да се направи овој пат е февруар 2018 година. Па јас прашувам, зошто до јуни 2017 година беше направено само 40% од овој пат? Кој ја спречуваше претходната влада да направи, а било потрошено 80% од времето? Зошто не беше направен и 80% од патот, ако веќе толку посветено се работело? Не. Вистина е дека таму има сериозни проблеми, но оваа влада ќе се зафати со предизвикот да ги реши тие проблеми и ја убедувам македонската јавност дека проблемите ќе бидат решени. Јас само на крај сакам да подвлечам без премногу да должам дека тоа се трите столба на кои што ќе се гради македонската економија. Слобода за економијата, поддршка инклузивна на сите економски чинители во Македонија, поддршка на странските, но и на домашните инвеститори, поддршка на инфраструктурата и поддршка на енергетиката. Јас, само како одговор на сите тие кои што кажуваат дека странските инвеститори биле нерадо видени и примени од оваа влада, можам да ви кажам дека во овие 3 месеци лично имам направено повеќе од 250 средби со компании во главно странски и домашни. Дел од нив домашни, но 2/3 сигурно странски. Дали бројката од 250 компании примени на разговор значи дека не сака некој да ги види? Не, тоа значи посветеност во решавање на нивните проблеми и јас ве убедувам дека тоа така ќе биде. Ви благодарам на вниманието, повелете со прашање или како? До министерот Шапорич едно прашање. Вие редовно идете исто така на средба со компании, со бизнисмени, кои се поплаките на компаниите и со кои министерства претходно па и сега имаат најмногу потешкоти? Значи, од моите посети на компанија и моите средби, јас се трудам секогаш кога е можно да ги посетам на лице место, но се разбира тие се голем број. Јас планирам после локалните избори да имам термин отворено со бизнисот, кој ќе биде 3 пати месечно, по потреба и повеќе, каде што ќе може да доаѓаат и да си ги изнесуваат своите проблеми. Јас само би кажал кои се поплаки од нив во изминатиот
период, односно кои се нивни барања. Една од поплаките беше бавен поврат на ДДВ, но сега исто така постојат, не би го оптеретил овој прес, а конкретни показатели дека тоа е забрзан. Потоа тие бараат поплаки се од бавно реагирање на институциите за користење на ИПА фондови предпристапни и ние сме веќе како влада запознаени, ќе преземеме низа сет мерки и активности за забрзување и подобро воопшто искористување на овие фондови. Потоа бараат поголема поддршка и тоа во изминатиот период не се случуваше баш секогаш. Во идниот период очекуваме многу поголема поддршка и поголеми средства од Македонската банка за поддршка на развој, преку која пред се ќе се стимулира извозот, потоа на нелојалната конкуренција, кај дел од фирмите кои што избегнувале да го плаќаат ДДВ-то, или пак преку во одредени случаи и нереално прикажување на извозот, и на тоа ќе биде посветено големо внимание, на кој јас разговарав со подпредседателот, јас ќе поднесам информација до владата во наредните 10 дена, каде што ќе ги генерализирам одредени поплаки или забелешки, и ќе ги изнесам исто така и поединечни. Но исто така големи поплаки се и од овие компании на висината на казните, и тоа како што се информирани, ќе се работи интензивно. Морам да кажам, еве како правник, дека тоа е комплексен процес, бара измена на преку 150 закони, така да треба да се анализира закон по закон и да се види каде што е можна евентуална кодификација. И бараат поголема поддршка за учество во сајмовите, и тоа со конкретизирање на одредени земји. Се разбереме и други работи, ова се најглавните нивни барања. Околу министерствата кои биле кочничари? Па не, тие велат дека бавно се добивале одредени дозволи во изминатиот период, зборуваат во период 2-3 години, согласност и така натаму бавно се одговарало. Се разбира, ова се работи за економската сфера и вела дека во изминатите 2-3 години беше многу бавно реагирано, но исто така кај дел од заштитните друштва, кои што вработуваат лица со посебни потреби, повратот за придонесите, за оние лица со посебни потреби, е многу бавен, повеќе од 4 месеци, и таа реакција веќе е пренесена до Министерството за труд и социјала, но исто така ќе биде информирана владата во иднина да не се случуваат вакви големи доснења според нив, бидејќи се работи сепак за мали компании, кои што на 4 месеци им значи многу. Има најава и за укинување на продажбата за алкохол, времената продажба на алкохол. Кога би бил тој закон и дали е добиен ефектот? Па има повеќе иницијативи. Една иницијатива на која што се работи, мора да спомнам, изедначување и праведност на такса за истакнување на назив на фирмата, така наречена фирмарина, која што е сега приход на локална самоуправа, но се разбира се утврдува со закон. Овдека се работи да и понатаму не бидат обштетени општините, односно град Скопје, и овие такси да бидат нивелирани спрема големината. Еден вид праведност. Се разбира, има и иницијатива која што е поддржана од владата, веќе во процедура е, мислам дека одредени објекти не би требало да бидат пломбирани, туку да ја платат таа казна, односно да бидат отпломбирани веднаш кога ќе се плати казната, бидејќи на овој начин се разбира губат вработените, губат собствениците, губи државата, нема да дава. Да, повелете. Не, нема да ја вадат пломбата. Пломбата ќе ја вадат дури тогаш кога ќе ја платат казната. Па сега пломбата е 15 дена. Тие може да плаќат ден, 2, 3. Тоа е една причина, но само во одредени случаеви неправилности. Нема ако има нешто, не дај Боже, труење на храна, се работи за контрола, ако веќе зборуваме за угостителски објекти, не само од УЈП или финансиска инспекција и полиција. Тука има трудов инспекторат, санитарен инспекторат, значи пломба не дава само еден орган. За неиздавање фискална сметка. Да? За неиздавање фискална сметка. За неиздавање фискална сметка се плаќаат казни, се разбира.
Вие сакате, ако се Значи- плати во рок од еден ден казната, да се изваде пломбата? Па сега пломбите се од 7 до 15 дена, да ви кажам. Значи, тогаш кога ќе ја плати наредниот ден, значи 3-4 дена е процедура, би било место 7 дена, 5 дена ако веќе. Инаку, казните во овој дел за неиздавање на фискална сметка нема да бидат намалени така драстично, односно ќе бидат реални. Мора да бидат и според големината на објектот или субјектот, ако сакате стопански. Не е иста казна, да речеме за еден огромен субјект со 10 милиона обрт, евра зборувам, или пак некој со десетици илјади евра. Некаде е казната колку цел годишен обрт. Ако ни е целта да ги затвориме тие сите субјекти, не само угостителски, тогаш би било. Уште едно прашање имаш од вас? Толку? Него да доврши. Околу законот за продавање алкохол. Да, значи има најави, тоа ќе се разгледа, ќе се консултираат сите овие заинтересирани страни или стейкхолдери и потоа ќе се види согласно искуствата од европските земји. Инако на 18 години и така натаму некаде и 21 во европски земји останува. Се разгледува и тоа да се види како и на кој начин и да се види дали тоа се прекршува и во кои објекти може да се продава. Арбен Зетири од ТВ-шења. Досегашната власт имаше обвинувања дека прави распределба на странските инвеститори. Кон вас прашање. Кон мене? Добро. Дека прави нерационална распределба или пренасочување на странските инвеститори во одредени зони кај што има поголем политички интерес. Дали гарантирате дека ќе има рамноправна распределба на инвеститорите, на компаниите по целата територија со цел сите зони да се развиват, имајќи предвид бројот на вработување и слично? Апсолутно, еден од приоритетите на оваа влада рамномерен регионален развој. Сега што имаме? Имаме сериозни процени дека во Скопје, односно во Скопската котлина, живеат близу до 800.000 жители. В Скопје, околината, дали се тоа студенти, дали се на специализација, привремено, трајно, тоа е едноставно неодрживо. И еден од приоритетите на оваа влада ќе биде рамномерен регионален развој. Економски пред се, а потоа и друг. За жал, ние го имаме тоа во изминатиот период, да немаме доволен рамномерен економски развој и се разбира, не можеме директно да се мешаме, но можни се понатаму одредени олеснувања во одредени региони, тоа го има во законската регулатива, во неразвиените подречја, не само овде кај овие инвестиции. Зборувам во секторот на земјоделство и во било други сектори, но сериозно ќе ги анализираме овие прописи и сериозно ќе дадеме мерки, а и работиме на тоа, за потикнување на рамномерен економски развој. Бидејќи сега имаме 3-4 града во Македонија, другите буквално се опустошени.